Домашните прослави да бидат исклучиво во кругот на најтесното семејство, алармираат доктори во пресрет на предстојните христијански празници. Докторот Владимир Ристовски, кој е директно вклучен во лекувањето на ковид позитивни пациенти, апелира граѓаните да не се собираат на големи семејни собири. Оти ризикот за ширење на вирусот во затворени простории е тројно поголем. Нормално е дека во затворена просторија, кога има повеќе луѓе, е поголема експозицијата за пренесување на самиот вирус. Не е препорачливо, за собирање на повеќе, луѓе за време на семејни прослави, слави или било како, повеќе од што викаме ние фамилиите, односно луѓето кои што живеат во самата куќа, да се избегнуваат колку што може домашните собири. Експерти алармираа оти новата владина антикорона мерка за носење маски на отворено би можела да биде контрапродуктивна, оти тоа ќе ги натера луѓето наместо надвор да се собираат по дома. Шпански научници пак објавија истражување кое покажува дека опасноста за ширење на коронавирусот во затворена просторија е висока, особено ако луѓето не носат маски. Дури 80% од присутните би можеле да се заразат доколку седат во иста соба подолго од 4 часа. 4 од 6 присутни ќе фатат коронавирус дури и ако имаат маски, под услов собата да не се проветрува. Доколку времето на престој се скрати, а просторијата редовно се проветрува, ризик да се зарази има само кај еден од присутните. Епидемиолозите широм светот се согласни. Коронавирусот се шири низ воздухот преку ситни заразни честички наречени аеросоли, кои со часови остануваат активни во затворени простории. Во Македонија маска се носи на отворено. Забрането е собирање на повеќе од 4 после 22 часот. Пред една недела властите не размислуваа за воведување порестриктивни мерки. Иако сега според информациите од Комисијата за заразни болести се размислува локално, регионално, па дури и целосно затворање на државата, доколку досегашните мерки не се почитуваат.